Колко кажете вие? 3000 евро плачем. Почитуван амбасадор Ешбогар, почитуван министер за финансии Тевдовски, почитуван директор на Царинската управа Танасовски, почитувани вработени во Царинска управа и во Министерството за внатрешни работи овде денеска присутни, почитувани граѓани, представници на медиумите. Од денеска граѓаните, луѓето од бизнисот во меѓународната трговија и транспорт, вработените во јавната администрација стануваат побогати за уште две придобивки со кои значително ќе им се олесни нивната работа и функционирање. Резултатите ќе бидат поефикасни, а задоволството и мотивацијата од работата според европските услови и стандарди поголеми. Рековме дека за граѓаните на нашата земја, паралелно со интензивирањето на евроинтеграцијските процеси, создаваме услови Европа да ја донесеме тука, дома, кај нас. Станува секојдневие нашите граѓани да добиваат подобри услуги во средина која се доближува до стандардите за работа и живење на Европската Унија. Настанот што не собра денес е резултат на овие активности. Го пуштаме во употреба ново реконструираниот инфраструктурен капацитет на граничниот премин Табановце, развиен според најмодерните и функционални стандарди за царинење и за улеснување на трговијата и контролата. И ја стартуваме работата на интероперабилниот информатички систем на Царинската управа со царинските информатички системи на Европската Унија, односно ја носиме Европската Унија. Носиме високи стандарди на работа во нашата Македонија. Со почетокот на функционирањето на компјутерскиот транзитен систем на Европската Унија во Република Македонија, нашиот национален транзитен систем го согласивме и го поврзавме со транзитните системи на земјите членки на Европската Унија и на ЕФТА, во која членуваат покрај членките и Република Србија, Република Турција, Швајцарија и Норвешка. Со модерните инфраструктурни објекти за царинење и контрола овде на Табановци, за доброто на граѓаните, реализираме чекори од нашата стратешка цел за улеснување и забрзување на протокот на стоки и патници, и тоа преку подобрување на квалитетот на услугите и условите за работа на економските оператори и царинските службеници, намалување на задржувањето на возилата на граничните премини и одржување на систем свртен кон потребите на клиентите и негување на партнерскиот однос со деловната заедница. Од друга страна, кога Република Македонија пристапи кон Конвенцијата за заеднички транзит на Европската Унија, следниот чекор требаше да биде воведување на компјутеризиран транзитен систем. Тој чекор го правиме денеска. Компјутерскиот транзитен систем представува алатка за современо управување и контрола на транзитните процеси и постапки, со што се овозможува замена на писмената, хартиената транзитна декларација со електронска форма на транзитна декларација. Со ова нова, дигитализирана постапка се поврзуваат и обединуваат царината, царинските записници, шпедитерите, увозниците и извозниците во единствениот систем. Сите тие имаат постојан пристап во системот да креираат транзитни документи. Воведувањето на компјутерскиот транзитен систем значително влијае на забрзувањето на царинските постапки, на улеснувањето на трговијата во регионот и пошироко, на намалување на трошоците и на намалување на административните бариери. Сите овие придобивки се резултат на нашите определби за поефикасни сервиси за граѓаните и за бизнис заедницата. Почитувани, Република Македонија на патот на европските интеграции вложува големи напори за модернизација на транспортната инфраструктура, која представува значителен придонес кон подобрувањето на економијата и трговијата, како на домашната, така и на регионалната.
Царините имаат клучно значење во обезбедувањето непречен проток на трговијата, примена на потребните контроли, заштита на здравјето и безбедноста на граѓаните. Воведувањето на стандарди во царинското работење, што ги бараат странските инвеститори, ќе придонесат кон раст на предпријатијата, платите, стандардот и на целокупната економија. Реализираните проекти се јасна подршка и потврда на заедничкиот интерес за заекнување на соработката со Европската Унија на полето на постигнување повисоки стандарди во транспортот и царинското работење, како и стандардите на Европската Унија. Драги граѓани, ветивме дека услугите во оваа земја ќе служат за да го олеснат и подобрат живеењето на граѓаните. И ова само докажува дека стоиме на зборот. Насочени сме да ги модернизираме сите сервиси, граѓаните ќе имаат целосна, брза, квалитетна услуга. Благодарение на поддршката на Европската Унија, а посебно на делегацијата на Европската Унија, успешната реализација на овие проекти представува придонес кон севкупните реформи во фаза на пристапување кон Европската Унија. Благодарам.